Само преку вмрежување на институциите и нивна зголемена комуникација и соработка, во иднина ќе биде можен напредокот на државата. Ова беше темата на која што денеска на Економскиот факултет во Прилеп дебатираа представници од различни сфери: полицијата, армијата, научната јавност и бизнис секторот. Според министерот за внатрешни Оливер Спасовски, таквата меѓусебна досегашна соработка помеѓу МВР и образовните институции се увидела како доста продуктивна, особено сега после настаните во Србија. 3 години веќе поред ова е трета година скоро при крај, во која што превентивното делување во училиштата и преземе на низа активности еднаш неделно во однос на безбедноста на учениците пред, за време на наставата и после наставата, сега откако се случија настаните во Србија, гледаме колку е тоа важно за целиот тој процес. Меѓутоа, сметам дека таа институционална соработка ќе мораме да ја зајакнеме уште повеќе и да превентивно делуваме во насока на отстранување на сите тие ризици кои што се во делот на воспитувањето и образованието. А тука вклучувајќи секако и семејството како една од клучните и најважни алки во целиот овој процес. Затоа што не е фер да ги префрлиме сите работи само на образовните институции во овој период и тие да бидат одговорни за сето тоа што ние како луѓе или како семејства не сме направиле. Представниците пак на економскиот сектор во ова мрежување на институциите гледаат шанса за зголемување на продуктивноста на трудот, раст на животниот стандард и стопирање на иселувањето. Треба преструктурирањето да се направи целосно, значи и од страна на државата, и од страна на работниците, и од страна на работодавците. И само сите трите елементи заедно вклучени, каде што отворено ќе разговараме за сите проблеми со кои што се соочуваме и за сите недостатоци кои што треба да ги надмениме. Ако успееме само помак сите три страни да донесеме, продуктивноста на трудот ќе се зголеми, на тој начин и животниот стандард и нашата конкурентска вредност, и тоа е единствениот начин на кој што треба да се фокусираме во иднина. Компаниите да се поддржат, да зголемат својата продуктивност, да можат да понудат подобри услови за вработување и сето заедно и компаниите и земјата да се направи атрактивна за генерациите и младите што одат да работат во странство, веќе се отвори обратен процес и сите се враќаат во земјата. Според светското искуство, ваквото мрежување на институциите имаат шанси многу побрзо да го воспостават малите држави како Македонија и тука била нашата предност. За Сител Дарко Штарговски.